Ситуацијата е сериозна, државата се наоѓа пред предизвик, здравствениот систем е мобилизиран и стабилен. Ова се дел од пораките од денешната седница на Советот за безбедност со само една точка на дневниот ред – ситуацијата во земјата со COVID-19. На соберот на државно-владиниот врв, премиерот и министрот за здравство информирале за состојбата и за мерките што се преземаат. Ситуацијата е исклучително сериозна. Човечките и материјалните ресурси се ангажирани практично до својот максимум, а со оглед на тоа што доаѓа сезоната на сезонски грипови, следните недели сигурно нема да биде полесно. Со цел да истраеме, како никогаш до сега, потребни ни се одговорност, меѓусебна солидарност и предпазливост. И уште еден апел до граѓаните. Во отсуство на вакцина или лек за оваа болест нема друга алтернатива, освен доследно почитување на заштитните протоколи. На состанокот не се отворило прашањето за можноста за нова вонредна состојба, затоа што државата сега има функционално собрание. За сега не се разгледуваат опциите за воведување карантин или полициски час. Она што се бара е почитување на здравствените протоколи и одговорно однесување од сите – граѓаните, институциите и опозицијата. Реферирав пред претседателот на државата, го запознав претседателот на собранието, но и Советот за безбедност за сите аспекти, можности кои што владата ги има на располагање, пред се од аспект на финансиска поддршка на здравствениот аспект на кризата, но и на економскиот аспект на кризата. Одговорноста на сите мора да биде на највисоко ниво и во тој дух реално ја повикувам опозицијата и претседателот на ВМРО ДПМН Мицковски за одговорно однесување, затоа што ја става во дилема и во опасност јавност со неодговорното однесување. Сите мора да бидеме одговорни. Министрот за здравство потврди дека состојбата на првиот човек на МВР Оливер Спасовски, кој е позитивен на COVID-19, е стабилна и дека тој е хоспитализиран на инфективната клиника поради висока температура. Иако здравствениот систем е под исклучителен притисок, Филипче уверува дека никој нема да остане без потребната нега. Болнички капацитети има сосем доволно согласно нашиот план за обезбедување болнички капацитети, кревети и реорганизација на кадрот. Целиот клинички центар е практично во ситуација на мобилизација и болнички легла има доволно и кадрот е спремен да работи со пациенти со COVID. Граѓаните треба да бидат спокојни, никој нема да остане без здравствена заштита, без лекарска услуга. Откако собранието ги усвои измените на Законот за заштита од заразни болести, од денеска стапуваат на сила заострените заштитни мерки, задолжително носење заштитна маска и на отворено, забрана за групирање на јавен простор во одредени периоди, високи казни за непочитување на протоколите. Целта е со овие мерки да се намали ширењето на вирусот, од кој дневно се регистрираат по неколку стотици ново заболени и десетици починати. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.